Пеце Милевски од Водовод го води орото во пустењето на парите на битолчани во јавните предпријатија. Ама не се многу зад него и останатите директори на предпријатијата во надлежност на Коњановски. Ова е снимка од свадбената веселба на директорот на Паркинзи, а главен гостин пред општина е пајак возилото од јавното предпријатие. Колку пари е оштетен буџетот на јавното предпријатие Паркинзи за оваа приватна веселба? Дали и за колку пари било кој граѓанин може да изнајми пајак или тоа е само привилегија на директорите од ДПМНЕ? Гледа ли градоначалникот Коњановски што му се случува во Битола и во јавните предпријатија? Или не му се гледа од авион, оти во градот не е свртен? Не баре амбасадор, а не градоначалник на Битола. Дури Коњановски и најблиските околу него шетаат по светот и калапат дневници, Битола тони во кал, дупки, вирој и агонија. Единствена промена што ја видоа битолчани за една година власт на Коњановски и ДПМНЕ е јавашлукот кој што се врати на голема врата во општината. Од локалната власт на ДПМНЕ незадоволни се како граѓаните, така и нивните коалициони партнери. Само една рака луѓе живеат добро во Битола од доаѓањето на ДПМНЕ и Коњановски во општината. Оставки веднаш за да се спречи пропаст на Битола.